Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во вечерашното видео ќе зборуваме за комуникацијата, односно за проблемите при комуникацијата или како што е темата на видеото, зошто не се разбираме иако зборуваме исти јазик. Инспирацијата ја наоѓам секојдневно во комуникацијата со моите пријатели, значи приватно, во комуникациите кои ги следам меѓу двајца различни луѓе во различни ситуации или пак со оние со кои што работам еден на еден, имам впечаток дека многу често, дури кога луѓето едно исто зборуваат, поради некои причини не можат да се разберат. Па сакав малку да го задржам вниманието на тоа да не можеме да се разбереме иако зборуваме исти јазик, дури и исти работи, меѓутоа некако се разминуваме во тоа што го кажуваме и тоа доведува до конфликтни ситуации и затоа сметам дека е битно. Се разбира дека комуникацијата е вештина која сите ние ја поседуваме до одреден степен, на одредено ниво. Ако сакаме, можеме да ја развиваме или од различни причини, можеби потешко комуницираме или не сме имале некогаш потреба во животот за честа и отворена комуникација, па кога ќе се најдеме во такви ситуации ни представува потешкотија. Првата и основна работа која што јас ја изделив како причина за недоразбирање, односно проблем при комуникацијата, е тоа што не ги кажуваме отворено, јасно и гласно работите. Особено во блиските односи со блиските луѓе, ние очекуваме некако другиот да подразбира што сакаме да кажеме, понекогаш заради да заштедиме на време, понекогаш едноставно затоа што сме убедени дека ќе бидеме разбрани. Информацијата која пласираме, односно она што сакаме да го кажеме, го кажуваме на начин на кој сме убедени дека другиот ќе го разбере и дека нема потреба да објасниме или да бидеме поконкретни или да бидеме појасни. Тоа е поврзано со нашите претпоставки и нашите очекувања. Меѓутоа, ако сакаме да имаме добра комуникација, да бидеме добро разбрани, тогаш не треба нити да претпоставуваме, нити да очекуваме дека соговорникот ќе не разбере, туку едноставно треба да се обидеме да му дадеме конкретна, јасна информација која што ќе содржи се што му е потребно, особено ако сакаме на тоа да добиеме фидбек или повратен одговор, или ако е тоа во форма на прашање, па во секој случај очекуваме одговор. Голем дел од луѓето не сака да зборуваат отворено за работите и некако имаат очекувања дека другите луѓе ги разбираат или дека тоа што очекуваат да им биде кажано, возвратено, некако само по себе се подразбира. Меѓутоа, како што кажав, тоа се наши очекувања и наши претпоставки, кои што немаат никаква врска со соговорникот и тоа е некаде блиску до она дека сакаме да ни ги читаат мислите. Понекогаш дури во партнерските односи, кога се соочуваат партнерите со проблеми, токму тоа е и причината за најголемите конфликти. Тоа што очекуваме партнерот, затоа што добро не познава, затоа што подолго време е со нас, некако да ни ги прочита мислите, да претпостави што сакаме, да направи тоа што сакаме, да ни даде подари или не знам, да ни помогне тогаш кога ние имаме потреба, дури и кога за тоа не сме кажале доволно јасно, гласно и конкретно. Истото тоа се однесува кога поставуваме граници во односите со другите луѓе. Некогаш на вистина треба јасно и гласно и конкретно да ги поставиме нашите граници, затоа што нема секогаш да бидеме разбрани адекватно, а понекогаш можеби ќе има потреба и да се дообјасниме и да повториме. Тоа најчесто се однесува на тоа кога сме ние во улога на тој кој што ја започнува комуникацијата, на говорникот или говорителот, тој кој што прв започнува и кој што очекува нешто да му биде вратено од другата страна, но многу често ние во комуникацијата, односно секогаш, се наоѓаме и на онаа другата страна, на страната на слушателот. Па исто така, колку што е важно за еден разговор, за една комуникација, за едно добро разбирање, да бидеме добри говорници и да се изразуваме јасно, гласно, конкретно и така натаму, исто така е многу важно да бидеме и добри слушатели. Ако сакаме да ја чуеме и да ја примиме информацијата што ни ја дава нашиот соговорник, тогаш не треба да се базираме на нашите претпоставки, не треба да имаме очекување дека тоа што ќе ни е кажано
ние некако ќе го сватиме врз основа на наши претходни искуства или врз основа на тоа што можеби нам во тој ден ни се врти во главата. И треба да имаме чиста и јасна перцепција кон соговорникот, односно да бидеме подготвени да чуеме токму тоа што ни кажува, да го разбереме кодот на пораката што ни ја пренесува, а не сами да си измислуваме и додаваме кодови, затоа што така најчесто ќе доаѓаме до недоразбирање. Иако треба да знаеме да читаме меѓу редови, иако треба да го читаме под контекстот, се разбира вербалниот израз на тој кој што зборува, неговата емоција, треба да ги земеме предвид и условите во кои се наоѓаме, и колку ни е некој близок и колку далечен, и дали е тоа професионален и приватен однос. Меѓутоа, она што е најважно, да не тргнуваме од своите претпоставки и да не тргнуваме од своите емоции, особено во ситуации кои што може да предизвикаат конфликти. Или понекогаш работите ги сваќаме премногу лично, не дослушуваме до крај, донесуваме некои заклучоци, предпоставуваме што сакал да каже другиот и потоа тоа можеме да направиме цела драма во реалноста или пак некој филм кој подоцна ќе си го вртиме во главата и сме убедени дека нашиот соговорник сакал нешто друго да ни каже, на што можеби соговорникот воопшто не ни помислува. Тоа е наша перцепција, информација која поминала низ нашите гледања, ставови, уверувања. Значи, ако сакаме да имаме јасна комуникација со луѓето и ако сакаме да бидеме добар слушател, треба да научиме да слушаме, треба да бидеме внимателни, фокусирани, без предрасуди, без очекувања и понекогаш и да ги тргнеме настрана нашите претпоставки, уверувања и се она што може да не насочи да дојдеме до недоразбирање или пак да ни го попречи или одвлечи нашето внимание и да имаме чувство дека сме разбрале, а всушност не сме разбрале и потоа да имаме да вратиме нешто на соговорникот кое што најчесто ќе покаже дека не сме го разбрале. Се разбира дека за ова има многу да се зборува. На почетокот кажав дека комуникацијата е цела наука, вештините комуникацијски се учат во текот на целиот живот. Меѓутоа, накратко сакав само да обрнам внимание на некои работи кои што најчесто ги среќаваме во секојдневната комуникација и една од тие работи е кога се правиме дека слушаме. Значи, едно е да не умееме да слушаме, а друго е да се правиме дека слушаме за да не го навредиме соговорникот. Во такви ситуации може нашето внимание да го одвлекуваат, особено денес, разни електронски уреди, па или си чепкаме на телефонот или работиме на лаптопот. Меѓутоа, тоа се конкретни и физички пречки кои навистина многу влијаат врз тоа што ние го примаме како информација. Не сме фокусирани на соговорникот и затоа тоа во секојдневната комуникација ни представува пречка, па се лутиме едни на други, викаме остави го телефонот, остави го лаптопот, слушни ме внимателно. Но, исто така и кога во нашата глава се вртат некои други мисли, кога ние имаме некој проблем, кога се чувствуваме нерасположени, уморни, може би сме дознале некоја непријатна вест во текот на денот или едноставно не ни се слуша, не ни се зборува темата која што ја има соговорникот и тогаш е многу подобро да му кажеме дека едноставно не сме расположени, дека едноставно не сакаме да слушаме, дека не сме фокусирани, дека сме концентрирани, било како во зависност од нашиот однос и нашата блискост, отколку да се правиме дека слушаме. Затоа што луѓето тоа го забележуваат, затоа што понекогаш и ќе кажеме нешто што не треба и наместо да се разбереме убаво со соговорникот, ние ќе дојдеме во некоја конфликтна ситуација која нити ни била цел, нити ни била намера. И сега се враќаме на она на почетокот. Во комуникацијата да се обидеме да бидеме максимално отворени, да ги кажеме работите јасно и гласно и тогаш кога сме подготвени да разговараме и тогаш кога не сме подготвени од некои лични причини можеби или едноставно не сакаме и да бидеме конкретни, да не предпоставуваме, да не очекуваме и да не оставаме место за предпоставки и очекувања од другата страна. Значи, многу сегменти се важни, меѓутоа, јасноста, конкретноста и отвореноста мислам дека се некои од клучните работи кои што ќе ни помогнат да бидеме подобри говорници и соговорници, исто како што и внимателното и концентрирано слушање на соговорникот. Се надевам дека
овие неколку работи кои што ги споменав во видеото некому ќе му послужат. Се надевам дека сите работиме секојдневно на подобрување на својата комуникација, иако од време на време доаѓаме до недоразбирање со блиските и со подалечните луѓе, понекогаш и во конфликтни ситуации, сето тоа е дел од животот. Меѓутоа, би било убаво кога сите би се труделе да работиме на себе, на својот личен раст и развој, а нормално комуникацијата е многу битен дел од нашиот раст и развој и од секојдневното живење, иако сакаме да се разбереме со луѓето. Ви посакувам убаво расположение и добра комуникација и со вашите најблиски, и со пријателите, и со оние со кои што стварувате професионална комуникација. Можете да кликнете лайк, може да кликнете subscribe на мојот канал. Ви благодарам што сте тука, што одвоивте време, што ме следите и се гледаме во некое следно видео.